Благодарам. Почитувана колешка Ефросина Ташевска-Ременски, со внимание слушав вашата дискусија и би сакал да поставам неколку прашања до вас. Факт е дека во оваа влада и во оваа гарнитура имате министер за труд и социјална политика кој што веќе е на таа позиција 3 години и која што за жал на Комисија за труд и социјална политика буквално со години не можеме да ја видиме. Конкретно ова утро повторно не дојде во собранието. Господја Ефросина Ташева-Ременски, сакам да ве прашам следното. Од вашата програма за живот во Македонија, на страната 245, во делот на планот 24, значи тоа се итни реформски приоритети на новата влада во првите 2 години. Значи работи кои што треба да ви бидат готови според оваа ваша програма што сте напишале. Го имате напишано следно, ве волам, кажете пред јавноста, пред граѓаните, пред луѓето, што од ова е реализирано. Значи, до сега, следниве работи треба да бидат готови. Велите, ќе укинеме квотата за поврат на ДДВ за увоз на специјални возила за лица со попреченост. Второ, велите, со законски измени ќе обезбедиме скратено работно време за родителите на деца со попреченост да продолжи и после 26 години, односно да нема временско ограничување. Дали е ова направено? Трето, велите ќе воспоставиме телефонска линија за пријавување на непристапни точки за лицата со телесна и сензорна попреченост. Четврто, ќе обезбедиме пристап до посебни програми за заштита и напредување на репродуктивното здравје на жените со попреченост. Понатаму велите ќе го зголемиме бројот на паркинг места на територијата на Република Македонија, тогаш бевме Република Македонија, сега поинаку велите, за лицата со посебни потреби. Вие укинавте стотици и стотици паркинг места во Скопје. Понатаму велите лекарската комисија ќе ги посетува дома лицата кај кои треба да се обезбеди додаток за мобилност, слепило и глувост, а веќе има воспоставено диагноза. Понатаму велите ќе воспоставиме право на додаток и за лица со тешка и најтешка интелектуална попреченост. Понатаму велите ќе отвориме центри за ран детски развој кои што ќе ги опфатат децата на рана возраст и така натаму и така натаму. Мрежата на стандардизирани институции која го гарантира минималниот пакет на услуги за заштита од домашно насилство ќе биде поставена и во преостанатите 6 региони. И така натаму и така натаму. Значи, господја Ефросина Ташева-Ременски, се тоа што ви го прочитав, овие десетина работи требаше да бидат веќе готови, затоа што рековте ќе бидат за 24 месеци. Што од ова е направено? Јас лично мислам дека е направено многу малку, можеби ништо.